Тетовци од денеска имаат можност да го купат уличното списание Лице в лице. Ова активност која е дел од иницијативата Лице в лице со граѓаните, платформа за одржлив развој во чии рамки излегува и списанието, задвижува кампањи за јакнење на свеста за повеќе теми кои се важни за граѓаните, а кои се во насока на поддршка на пристапниот процес на земјава кон Европската унија. Колку е важно ова движење? Значи, уличниот печат представува значаен фактор во развојот на социјалната економија, заради тоа што дава шанса на лица кои што се потешко вработливи да се интегрираат на пазарот на труд, во исто време да се засилуваат и економски и социјално. Она што го зборуваше и филмот наш за Оскаровец, мислам номиниран за Оскар Медена земја, тоа е она што го промовира и социјалната економија, тоа е тоа половина. Тоа е она што ни е потребно за да се направи балансот во однос на искористување на природните ресурси, меѓутоа и балансот во развојот на економијата, балансот кој што треба да го постигнеме сите ние како индивидуалци. Лице в лице е единствено улично списание кај нас и едно од пионерските социјални предпријатија во земјава, кој овозможува работна интеграција на потешко вработливи сограѓани. Списанието чини 100 денари, од кои половина е заработка за продавачот. Јас сум Муамет Осејни, живеам во Теарце, јас сум 16 години, ова е мојата шанса да ги работам. За овој дел е за лице в лице кој што стартира денеска и ова е моја шанса да ги работам и да земам неколку пари. Списанието излегува уште во други 6 градови во земјава. На денешната промоција во Тетово беше представен 39-тиот број на списанието, овој пат со тематика животна средина.